Еве го законот што го достави владата пред повеќе од 2 недели до ова собрание. Има суштински 2 члена кои што се менуваат. Само 2. И денеска слушаме дека сега ќе го коригираат. Значи не го утнале многу законот кога го доставиле во собранието, најмалку 50% го утнале. Навистина е навреда начинот на кој владата и ресорното министерство се однесува кон ова собрание. Точно се сеќавам на дебатата на Комисија за труд и социјална политика. И во таа дебата ни беше кажано вака: синдикатите чуја и многу не се бунеа, ама реално не сме имале состанок на оваа тема. И предпоставувам дека од денот кога имавме седница на комисијата, денеска владата дури и решила да покаже толку голема широкоградост, дури и да ги праша. И тие им рекле: не е баш многу добро, ама не е ништо страшно. Тоа е навреда на ова собрание. Тоа е навреда на ова собрание од владата и од страна на ресорното министерство, како што оваа слика до сега беа навреда и на граѓаните и на сите оние кои што зависат од Законот за работни односи. Пазете, носиме уште една измена на Законот за работни односи и ниту еден од владиното мнозинство не се пријавува за збор. Ниту еден од владиното мнозинство досега не се пријави за реплика. Представникот на владата дури не искористи шанса да го представи законот. Овие 2 слики беа вредни 2000 збора. И не треба сега ние уште еднаш да објаснуваме дека законот значи кратење на правата на вработените, затоа што тоа владата и парламентарното мнозинство веќе многу видливо го покажаа. Бегаат од законот, ама за жал вработените во Република Македонија нема да може да побегнат од него. Далеку од тоа дека е ова прв и единствен случај. Значи, според анализите кои што се достапни во Република Македонија, досега оваа влада на 10 места ги намали работничките права. Чекор по чекор, малку по малку, ама веќе зборуваме за закон не за работнички права, туку закон за работодавачки права. И сега се обидоа во купчето измени, само ќе се смени државна комисија во 2 степен, да стават и да вметнат и уште една посуштинска. Што ќе значи ваквата измена на законот? Тоа значи следно: во една фабрика или предпријатие некој од вработените некогаш ќе направи грешка. Ако овдека има супермени кои никогаш не направиле грешка, може да Законот за работни односи навистина вас нема да ви се одрази лошо по кожата. Меѓутоа, точно е дека работодавачот ќе може да стави забелешка: тој и тој работник нешто сгрешил. Досега тоа можеше да биде основ за отпуштање само во рок на следните 3 месеци. И тоа некогаш се злоупотребуваше. Ама сепак мораше да има шанса и работниците да одговараат за своите дела. И сега тие 3 месеци стануваат 18. Или, ако работодавачот не знаел одма дека нешто се случило, а што имало негативни последици, наместо 6 месеци, сега ќе можат вработениот да го отпуштат во следните 3 години. 3 години пред секој вработен во оваа држава ќе виси мачот дека ако нешто друго сгрешат, што не е казниво, ако нешто му стапнат на жулј на предпоставениот или на работодавачот, отидоа од работа. И ова парламентарно мнозинство денеска, како и на комисија, ќе молчи, а на крај, како по копче, ќе гласа. Тоа значи, господа и господи пратеници, дека законот за мобинг можете да го земете, да го скинете и да го фрлите во ѓубре. Тоа денеска ќе го направите со вашето гласање за ваков закон. Затоа што нема да му треба друг инструмент освен овој на работодавачот. Ако некој вработен посака да искористи можноста и да се потужи на мобинг, работодавачот ќе му каже: знаеш што, пред 3 години ти текнува еднаш кога закасни на работа. Па ја нема да го користам мобингот, ќе го искористам тоа што сум го запишал и после 3 години ќе те отпуштам. И сега, ако има дилеми, дали сме ги намалували или сме ги зголемували работничките права во изминативе 7 години власт на ВМРО ДПМН, ако баба лаже, рок не лаже, како беше изреката. Еве, погледнете ги, каде Македонија котира на листите кои што се однесуваат на работничките права.
Погледнете ја, например, листата во поглед на индексот на колективно преговарање на платите. Во овој дел од листата најдобра е Германија, 3,1, понатаму одат и Србија со 6, и Хрватска со 6,9, и Црна Гора со 6,8, Словенија со 5,7, Македонија неславен негативен рекордер 8,1. Практично според оваа бројка во Македонија не постои колективно преговарање на плати, што е нешто што секој го знае во Македонија, ја не соопштувам чудо. Сега, ке погледнете и една друга индексација. И таа конкретно се однесува на Законот за работни односи. Индекс на регулација на пазарот на трудот. И ке видите дека Германија е 3,9, 4, Србија 6,1, 5,7 се менувала. Македонија денеска е исто така неславен рекордер, со практично нерегулиран пазар на труд и коефициент 8. Пораснат во однос на 2006 година од 6,6 на 8, во лоша насока. Да не случајно помислите, еве, пораснавме и на таа листа. Ова покажува дека практично кај нас нема законска заштита на вработените. И сите измени на Законот за работни односи одат во таа насока. Сите измени на Законот за работни односи ја олеснуваат процедурата за отпуштање, намалување на работничките права, намалување на притисокот врз работодавачите да влијаат на подобри услови, побезбедна работа и така натаму и така натаму. И замислете, владата ни соопшти на Комисија за труд и социјална политика, еј чудо, работодавачите ќе бидат задоволни од законот. Па нормално, не се будали. Тие ако можат од 3 години ќе стават и 10 години. Ама проблемот е што во оваа сала луѓето сметаат дека мнозинството сметаат дека треба да дадеме зелено светло и за ваков закон. Има многу точки на кои веќе ова собрание ги ограничи правата во Законот за работни односи. И тоа веќе е опипливо, веќе може да се квантификува. Веќе сите бројки и индекси зборуваат дека одиме во погрешна насока. Одиме во насока на вистина на див капитализам. Супер, може да и стварно ќе донесеме некој не знам каков инвеститор кој сака Македонија да ја сведе на ниво на Бангладеш. Ама, ако не беше доволно укината заштита на работа во ноќна смена, не беше доволно намалено траење на годишниот одмор, не беше доволно укинувањето на скратеното работно време за инвалиди, не беше доволен намалувањето на условите за пензионирање и така натаму, 10 скратувања на овие права во Законот само за работни односи, не беа доволни, мораме да одиме и на вакви членови. И денеска представникот на владата вели, малку сгрешивме. Ако денеска на вистина има став представникот на владата, треба да излезе и да каже, се откажуваме од членот 1. И тогаш нема потреба да ја водиме дискусијата. Ама да се каже, ние сега ни текна да се консултираме, откако законот влезе во постапка, а при тоа парламентарното мнозинство да му дава отворена врата, да оди понатаму, ве уверувам, ова нема да биде последната измена на Законот за работни односи. И затоа, господи и господа пратеници, мислам дека е време, барем на овој закон, да се покаже на власта дека не може да тера баш така како што замислила. Факт е, сите овие индекси ќе речат супер е Македонија за работодавачите. Ама во Македонија живеат и тие кои не се работодавачи. Повеќе се наброи. Повеќе имаат проблеми. И ние денеска овде треба да зборуваме за нивните права, а не за правата само на оние кои што нив им даваат работа или од кои што зависи нивниот работен однос. Затоа, очигледно по законите, Македонија може да се пофали со закони за doing business. Ама се помалку и помалку можеме да се пофалиме со закони кои што се добри за doing living. Бизнис без living нешто не ми оди. Затоа ја повикувам владата овој закон во ваква содржина да го повлече. Заменикот министер за труд